493 крави треба да одат курбан поради политички реваншизам. Собственичките 3 сестри од кривопаланечкото село Жидилово обвинуваа дека целата хајка ја започнал поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски, уште пред повеќе од една година. Семејството Ѓоргиевски вели дека решението во кое се наложува одземање на близу 500 грла добиток намерно не им било доставено на време за да не можат да го испочитуваат рокот за жалба. Сметаат дека поранешниот министер свесно и намерно ги злоупотребил институциите за да им наштети. Се мачиме веќе 7 години. Од претходната власт бевме приморани да избегаме од нашата држава и да отидеме во Швајцарија. Се вративме бидејќи почна да го уништува татко ми. Тој се грижеше за говедата, во тој период ние имавме околу 150 до 200, продававме но до таа бројка се државме. Прво што му се случи, го избрка од работата. Љупчо Николовски точно знае ние кои сме. И лично, заканувајќи се, упатувајќи закани кон мојот татко, телефонски, и кај да го види, и праќаше луѓе, да му се заканува да не работиме. Сакам да го прашам јавно господинот Љупчо, зошто тие решенија уредно не се доставени до нас. Во решението за одземање стои дека добитокот наводно не бил чуван во соодветни услови, со што е прекршен законот за благосостојба на животните. Семејството Ѓоргиеви пак вели дека се темели на еден инспекциски надзор кој во суштина и не нашол некакви неправилности. Зад мене се наоѓа шталата во која семејството Ѓоргиевски целиот живот го чувале добитокот, кој на почетокот во 2024 година властите преку ноќ сакале да им го одземат. Трите сестри повеќе од една година ја водат оваа правна битка. Ја платиле предвидената глоба, но државата и натаму инсистира дека добитокот мора да биде одземен. Адвокатот Тони Мекиновски кој го ангажирале објаснува дека ова представува класичен пример на политички реваншизам и злоупотреба на институциите. Поднесена е жалба и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Се бара да се поништи претходното решение и да не се одзема добитокот. Поднесени се и кривични пријави против работени во Министерството за земјоделство кои го изготвиле решението. Се работи за носење на решение за прекршок од страна на минатата власт согласно законот за безбедност и чување на животните. Овој закон мислам дека е донесен наменски само за оваа фамилија и бидејќи ова е единствено решение, прекршочно решение со кое оваа фамилија се казнува поради својот политички прерогатив кој го имаат, обратен на тогашната власт. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека не може да го коментираат случајот додека не заврши целата правна процедура. Семејството Ѓоргиевски се надева дека институциите ќе постапат во нивна корист и дека нема да останат без говедата кои им се единствен извор на екзистенција. Вела дека нивниот пример само може да ги одврати младите луѓе да се занимаваат со земјоделство и ќе ги поттикне да се заминат од Македонија.